Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Кефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Дојдовме до одредена точка од која нема враќање назад. Знаете, како некој пливач кој трнал да плива, се оддалечил од брегот, стигнал на половина море, кога се сврти наназад, не го гледа брегот, не гледа и копно напред пред себе, чека некој брод да дојде да го собери од средината на морето, не се појавува никаков брод. И сега клучно е што ќе одлучите. Ќе се борите да преживеете, да обстанете или ќе ве фати паника. Значи влагаме во клучниот период кога ќе треба да определите, почитувани гледачи. Дали ќе се борите, дали ќе се соземите, дали ќе се исправите над целата ова хистерија, овој ирационален страв кој сега се случува во Република Македонија, или ќе се предадите, ќе паднете. Јас ви посакувам да се издигнете над ова. Ве охрабрувам, затоа ќе правам овие емисии, да ви изберизгам оптимизам и самодоврба. Сега е клучно да се исправите, да бидете силни и да не ве фати паника. Тоа е клучно. Во суштина, ова е битка помеѓу реалниот и ирационалниот страв. А реалниот страв дека постои пандемија на коронавирус, реалниот страв дека тој коронавирус убива луѓе, умираат луѓе, дека тој коронавирус може би малку посилна форма од одредени сезонски грипови, и ирационалниот страв дека сите ќе се заразиме, дека сите ќе умреме, знаете. Тоа е конфликтот кој постои во секој човек. Во секој од нас се води таа битка помеѓу реалниот и ирационалниот страв. Не е срамота да ве зафати во одреден момент ирационален страв. Срамота е вие да допуштите тој ирационален страв да ја контролира животот. Значи сега е моментот кога реалниот страв ќе го победи ирационалниот страв. За да поминеме низ оваа криза, мора желбата за живот да ја порази паниката. Повторувам, мора желбата за живот да биде драматично посилна, поголема од паниката. Желбата за живот, ако ја порази паниката, тогаш многу лесно ќе се справиме со целата оваа криза, без разлика на бројот на жртви, без разлика на бројот на заразени. Ако желбата за живот доминира кај населението, тогаш без разлика на бројот и на штетите, ние ќе излеземе ко победници од сето ова. Затоа е многу клучно, почитувани гледачи, власта правилно и внимателно да ја дозира паниката, знаете. Малку паника можеби е добро, но ако тоа не е дозирано, тогаш настанува хистерија. Гледате како навес не еден од експертите кои се работат со владата, кој кажа дека коронавирусот останува 3 сати во воздух, предизвика паника кај населението. Внимавајте, 3 сати во воздух останува коронавирусот, вие страв да помините, бидејќи може на било кое место коронавирусот да остана 3 сати, подоцна следеа деманти. Не само што следеа деманти, туку има одредено истражување на Центарот за вирусологија во Бон, кој што вели дека коронавирусот всушност не останува во воздухот, дека коронавирусот во најголем дел може заразувањето да биде преку директен контакт, преку плјунка, преку одредена течност и така натаму. Дека може да остане на лиштата, меѓутоа многу е мал бројот на заразени, безмалку минимален, кои се заразили од коронавирус, ке му останато на лиштата. Затоа велам, многу мора внимателно да се дозира таа паника. Ако тамо се промаши мерката, тогаш целата работа ќе оди во бестрага. Што е работата на мерка? Тоа во статистиката се нарекува синдром на сарма. Еден јади месо, друг јади зелка, сите заедно во просек јадиме сарма. Значи треба да биде определена мерката, знаете. Ако тука мерката не се определи како што треба, влагаме во зоната на ирационален страв. Влегувајќи во зоната на ирационален страв, кога луѓето се плашат, а веќе 5-6 недели стенкаат по товарот на коронавирусот, им се намалува имунолошкиот систем, бидејќи имунолошкиот систем се намалува во услови на паника, на стрес, на страв. Затоа велам, мора многу внимателно да се определи мерката, за да не влеземе поголем дел од населението, за да не влезат во зоната на ирационален страв. Ако влеземе во зоната на ирационален страв, јас се плашам, почитувани гледачи, дека ефектите, штетите од психолошкиот вирус ќе бидат многу поголеми од штетите ефектите од коронавирусот. Бидејќи како почна да се објаснува вирусот, знаете, лета во воздух, никој нешто не му може, ни авиони, ни хеликоптери, не уништиве вирусот, останува 3 сати во воздух и спаѓа дека некој супер вирус кој не е настанат на земјата, туку е донесен некаде од вселената. Знаете, на крајот на денот можеби ќе прочитаме дека е толку моќен, толку интелигентен и толку опасен вирус што може и деца да им прави на жената.
Во таков еден филм сме влезени, почитувани гледачи, кај што ние од вирусот направивме супер херој, супер јунак или нешто со што не можеме да се справиме. Не е така. Навистина е опасен вирус, навистина е вирус кој може да предизвика сериозни штети, меѓутоа да не претеруваме. Да не претеруваме и да не уносиме населението во една драматична паника, бидејќи самото население доволно си има направено паника само на себе. Испаѓа дека овој вирус е поопасен, помокен од некоја честичка на соромашено ураниум. Може да лета, како што таа честичка на соромашено ураниум може да лета од Косово па некаде до Солун или до Атина во Грција, дека овој вирус така функционира. Не. Ова стана збор за еден класичен вирус. Овој вирус е некаде 8 до 9 подтипа на вирус. Најагресивен е корејскиот подтип на вирус, во Србија дојден тој корејски подтип на вирус, дека овој вирус мутира, меѓутоа мутира некаде 8 до 10 пати помалку од колку што мутира вирусот на обичен грип, дека станува многу помалку агресивен кога температурата на воздухот ќе надмини 20 степени Целзиусови. Тоа, знаете, вирус, опасен вирус, умираат луѓе, прави штета, меѓутоа да не правиме паника. Тоа е суштината на тоа што сакам да ви го кажам. Ги гледам од балкон луѓето, одат цик-цак, дрибраат као Роналдо или Меси, сметајќи дека на тој начин полесно ќе го ескивираат вирусот. Мијат раце по 100 пати на ден, а рани им се направени на рацете. Полесно ќе се заразите вирусот преку тие рани да ви влезе, отколку преку уста, преку нос или преку очите. Видите, почитувани гледачи, тоа не води никаде. Тој ирационален страв мора да прекини. Ако вие дозволите тој ирационален страв да ве совлада, тогаш ви нема спас. И има и друга крајност. Веројатно сте дошле или ви ги имате испратено оние рецепти од Израел како да се спасите од коронавирусот. Ако ги немате добиени, јас ќе ви ги прочитам тие рецепти да видите за какви рецепти станува збор, кај што се вели дека во Израел нема смрт од коронавирусот. Зошто? Бидејќи е пронајдена рецептата, односно лекот за коронавирусот, а лекот се состои од следните елементи. Значи дека треба да се има лимон, па сода бикарбона, па тоа се меше како врел чај и секој попладне, значи внимавајте, не на сабајле или на вечер, туку секој попладне, треба тоа како со топла сода бикарбона или лимон да се испие некс и тоа го уништува вирусот. Значи во Израел нема умрени од коронавирус, не, има умрени од коронавирус. И во притвор, односно во карантин или во самоизолација, израелскиот премиер, бидејќи еден од неговите советници е заразен од коронавирус. Видете, во вакви услови многу врачари, надли лекари ќе почнат да ви даваат одредени вакви рецепти. Ништо не спасува, почитувани. Значи не е најдена уште вакцина, има одредена комбинација на лекови кои даваат подобри ефекти, друга комбинација на лекови кои даваат послабели ефекти, меѓутоа тоа се двете крајности. Едно да ве зафати ирационален страв и да подпаднете под тежината на тој рационален страв, и втората крајност е да почнете со вакви вражбини и со вакви надри лекарства да сметате дека можете да го совладате коронавирусот. Тоа ќе го отфрлите, ќе почитувате правила и јас се надам дека ќе заврши све како што треба. Помалку на шала, повторам помалку на шала, се опоставам прашањето што ќе се случи ако јас ви кажам рецепт како да го совладате коронавирусот. Например, ви дадам одреден рецепт дека треба да земете 70% на алкохол, малку да ставите цимет, малку да ставите ванила, малку шеќер, тоа да го греете до 100 степени Целзиусови и да го испиете некс. И дека тоа е лек од коронавирусот. Веројатно 50 или 100 од вас ќе прифатат дека е тоа лек од коронавирусот, ќе го направат лекот, ќе го направат експериментот и половина веројатно ќе завршат на горбиштата во бутел. Затоа оваква ситуација оставите ги на страна тие надре лекари, почитувајте тоа што ви кажува медицината и многу ќе биде подобро и за вас и за сите нас во Република Македонија. И тоа не е само кај нас, почитувани гледачи, ми испрати одредени фотографии, ова е железничката станица во Цирих. Гледате, празни перони, празни возови. Сите кои биле во Цирих знаат каква железничка станица има сега, тамо не можете да најдете ни куче, ни маче, како да е некоја апокалипса. Атомска бомба да беше фрлена, пак имаше повеќе луѓе, гледате, ова е апокалиптично, соблазно што се вели, страшно, дури ви е непријатно. Морници и поминот кои ќе видите вака празни објекти. Тоа е светот во кој денес живееме. И има други примери, почитувани гледачи, кои сакам да ги потенцирам, бидејќи може да не прават одредени проблеми. Во одредени торбешки села во Западна Македонија и во албански, но многу повеќе во одредени торбешки села во Западна Македонија, да не ги спомнам селата, нели да не предизвикам одредени паники, има болни жени, одат на матичен доктор, им констатира дека имат коронавирус и не сака да останат во болница, бидејќи таква им била нивната традиција. Се враќаат во селото и ќе бидат лечени, не знам, во домашна изолација. Тоа може да представува сериозен проблем.
сериозен проблем како може таа пандемија да не излезе надвор од контрола. Знаете, традицијата на страна, ако станува збор за здравје, нема традиција. Мора да се почитуваат препораките и правилата. Ако тоа не се прави, тогаш не само тие, не само нивните семејства, не само нивните села, туку цела Република Македонија може да предизвика одредени штети. Тоа мора да прекини, ако сакаме многу полесно да излеземе од целата ова пандемија со коронавирусот. Како викате евреите, да даде Господ да имаш па да немаш. Сега во една ваква криза, почитувани гледачи, гледате колку малку внимание сте посветували на одредени работи сте ги имале, а не сте знаеле да ги цените. Што сега ви е поважно, здравјето или парите? Еве, ке имате пари, кај ќе ги трошите тие пари? Не може да излезете од Република Македонија, не може ништо да купите, не работат шопинг молови, не работат шопинг центри, не работат кафичи, не може да дојдете бифтици да јадете и така натаму. Гледате, некои работи кои сме ги имале, а то било слободно да се движиме, да не се плашиме, да не сме подреден притисок на пандемија на коронавирус, ние сме ги занемерувале, не сме ги ценеле доволно. Ова е порака на Господ дека многу работи. Еден човечки живот вреди многу повеќе од сите пари на светот. И тоа е пораката која кога ќе заврши целата ова пандемија со коронавирус ќе треба да ни остане во душата, во мозокот, да лебди пред наши очи дека тоа што го имаме, а тоа е животот и здравјето, нема цена и тоа треба да знаеме да го цениме. И кои се вашите желби, почитувани гледачи? Најобични, човечки, да седните да пиете кафе од 1 евро, да пиете 2 или 3 сати и да колирате. Јас, например, сонувам да пием кафе повторно во градчето Александрополис. Тоа е на мало, убаво градче на граница помеѓу Грција и Турција. И секогаш кога сме оделе во Турција, кога бев директор на Алфа телевизија, да купуваме одредени серии или да преговараме за отпрос или упростување на долговите кои сме ги имале кон одредени турски компании, сме правеле пауза во Александрополис. Феноменално кафе, феноменално фрапе. Имате одлично гиро. Во таа продавница за гиро работи одредена жена која е мажен или која е снаа во Свети Николи. Видите, тоа се обични човечки работи. Облеков јакна пред 2 или 3 дена и случајно во таа јакна најдов одредена белешка или одредена салфетка токму од тој кафич кај што според мене го има најубавото фрапе. И сега кога го кажувам, таква милина на душата ми доаѓа, такви солзи радосници. Гледате, на тој начин животот ќе ја порази паниката. Вие ќе сакате да се вратите на старо, да продолжите да живеете таму кај што застанавме пред 5 недели. Тоа е човечки. И на крајот, таа човечка желба за живот ќе порази се, вклучително и паниката, вклучително и коронавирусот. Повеќе од 2 недели не е видено мојата фамилија. Сопругата и децата се наоѓаат во Гевгелија. Отидоа таму, бидејќи по потекло од Гевгелија, и јас 2 недели ги неам видено. Мајка ми неам видено 4 недели. Имаше операција на колкот и некаде на почетокот на месец март беше замината на рехабилитација во овој центар за рехабилитација во Козле, кај што се појави коронавирусот кај еден пациент, па 6 до 8 доктори, медицински сестри или медицински персонал има позитивен тест на коронавирусот. Мајка ми нема позитивен тест, се уште е негативна на тој коронавирусот, меѓутоа не е битно. 6 недели ја неам видено мајка ми, 2 или 3 недели го неам видено татко ми. Во овој момент имам само една желба да заврши сето ова, за да можам да го крстам мојот син во црквата Свети Михаел Архангел во Автокоманда, според мене најубавата црква, таму е крстан брат ми, таму сум крстан јас, таму ги ме правено сите крштевки. И во комунизмот можевме да се крстиме во таа црква. Имам обични човечки желби. Тие човечки желби ме држат буден, ми дават сила и ми дават кондиција. Тешко ми е, голтам кнедли, сам сум дома, знаете, тоа е многу тешко, без малку во некоја самоизолација, значи голтам кнедни и туркам напред. И тоа е рецептот. Секој од вас тоа треба да го прави. Ако тоа го правиме, полесно ќе се справиме со кризата. И тоа е живот, почитувани гледачи. На крај животот ќе ја победи паниката, ќе ја победи короната, ќе ја победи ирационалниот страв. Можеби на есен ќе ни се врати короната, меѓутоа нема да се врати во ваква енергија и во ваква сила. На есен или после неколку месеци ние ќе почнеме да ги анализираме реалните проблеми и реалните штети кои ни ги има направено овој вирус или ова корона пандемија. Ќе ви раскажам одредена приказна, како финале на овој говорен дел на емисијата, приказна која ни раскажувале ко деца за болната жена и за мажот кој многу ја сака. Жената е болна и пред умирање. Мажот многу ја сака и сака да направи све за да ја покаже дека ќе ја сака и после незината смрт. Таму вели, за да ми покажеш и за да не се прежени со друга жена, треба да го исечеш половиот орган. Мажот, во знак на љубов, на верност, го прави тоа. По 1 или по 2 месеци жената случајно останува здрава и жива, станува на нозе, почнува да се движи и по половина година му вели, види, јас сум здрава и имам потреби како секоја нормална жена, а ти немаш полов орган. Што е суштината?
по 1, 2 или 3 месеци ќе помени коронавирусот, почитувани гледачи, и ние ќе почнеме да се соочуваме со штетите, со тоа дали работните места ни се останати, како ќе живееме, што ќе правиме. Всушност сега треба да размислуваме за тоа што ќе ни се случи за 3 до 6 месеци, да не дојдеме во ситуација поради коронавирусот да го уништиме животот во наредните 10, 15, 20 или 30 години. И толку во говорниот дел од мене. Следува гостинот на вечерта, Мила Алечковиќ. Ќе се обидам да ја представам. Врвен психолог, врвен психијатар, експерт за душа и за глава, затоа поканата во емисијата да проговориме за ирационалниот страв и за таа паника од коронавирусот, тој психолошки вирус кој според мене може да биде многу поопасен од самиот вирус, од самиот коронавирус. Незината мајка е Мира Алечковиќ, еден од врвните писатели на просторот на поранешна Југославија. Нејзин кум е Бранко Чопич, легенда на литературата на просторот на поранешна Југославија. Мила Алечковиќ е член на Руската академија на природни науки. Интервју со неа, одлично интервју, да ми верувате, прави растур систем секаде кај што ќе се појави на социјалните мрежи и ние имаме одлично интервју во трајање некаде до 40 на минути. Останете, погледнете, нема да зажалите. Добро вечер за Мила Алечковиќ, ќерка на Мира Алечковиќ. Една фотографија на интернет може да се види каде вашата мајка е сликана со Блаже Коневски и со Бранко Чопич. Тоа е некаде 1944 година. Да. Добро вечер вам želim i hvala što ste me pozvali i hvala što se sećate tog vremena i što se sećate tih ljudi. Jeste, Blaže Konevski je veliki makedonski pesnik, majka je uvek pričala o njemu, znala ga je dobro i eto, to je stara fotografija, ona je dolazila, često govorila je, za razliku od mene govorila je odlično makedonski, dobro ja razumem, ali ona je govorila. I bila je ovako, kako da kažem, stalni gost vaš, mi smo bili zajedno, naravno isti smo narod, ali tako sad razbijeni, ali ta sećanja su i meni jako draga. I hvala vam što ste to sada... Jeste Struške večeri na poezijata. Poezije najveće svetske večeri, to je bio, koliko ja znam sada, to je bio jedan od najvećih svetskih događaja. Ne samo jugoslovenskih i balkanskih, nego su tu dolazili najveći pesnici iz celoga sveta. To je bio ogroman događaj kada dođu najveći američki, ruski, francuski, ne znam, brazilski pesnici, svi su dolazili u Strugu. Ima još jedna lepa fotografija, evo samo još to da vam kažem, još jedna lepa fotografija Desanke Maksimović i majke kako sede na jednoj klupi, onako romantična, lepa fotografija u Strugi. Branko Čopić je kum. Jeste, on je bio kum mojim roditeljima i ja sam čitavo detinjstvo provela sa Brankom, a Desanka Maksimović mi je dala ime. Pošto je moj otac bio nekog daljeg ruskog korena, pa je hteo da se zovem Ljudmila, a majka je naravno htela da se zovem kao Srpkinja Milica, onda je Desanka to presudila i rekla je dovoljno da bude Mila, pomirite se. Tako da mi je ona dala ime. Вие сте член на Руската академија на природни науки. Jeste. Ja sam izabrana za vanrednog člana Ruske akademije prirodnih nauka. Pa dosta već ja imam godina, mada mi kažu moji studenti da izgleda mlađe, ali to je Bog bira koju dušu, koje telo stavlja. A meni je čast zato što sam ja u stvari kao francuski profesor tu i izabrana na neki način. Iako sam Srpkinja, ali ja sam ipak francuski kadar što se nauke tiče, struke moje. Инаку вашата струка е психологија, психијатрија. Klinička psihologija i antropološka psihijatrija, jeste. To je moja struka, a sve drugo je takozvano društveno angažovanje. Значи доктор по психологија, доктор за душа, доктор за глава, што најмногу ни треба во оваа време на една криза на пандемија што се случува. Jeste, to najviše treba, zato što po mom mišljenju se virus panike mnogo brže širi nego sam biološki virus. Имам чувство дека побрзо ќе умреме од некои панични напади, од срце, од други нуспојави, колку од самиот вирус на корона. Не дека го подценуваме, но... Apsolutno, naravno da njega ne negiramo, ali u pravu ste potpuno, mnogo je više oslabljenog imuniteta zbog panike, zbog straha, jer čovek u strahu i panici pada imunitet i onda sve druge bolesti kojima je možda bio sklon ga napadaju. Upravo se sad ta borba vodi, a nažalost čak i statistike nisu prave
u svetu, nego se brkaju svi bolesni ljudi od svih bolesti pa se kaže da su bolesni od ovog virusa. Nema klasifikovanja u statistikama tačno od čega su oboleli. To je sad velika borba u svetu. Velika borba zato što je to borba farmakološke mafije sa pravim doktorima. Dobro, najjače zemlje medicine, a to je Francuska. Dobro, gospodin Lečković, kako psihički će go izdržimo ovaj virus? Ima realen strah i postoji realen strah vo всякакви вакви ситуации. Има еден иреален, ирационален страх кој ги парализира луѓето. Јас шетам по скопските улици, цик-цак одат луѓето. Бидејќи треба нели да се држи растојание од 2 метри, со маски и така натаму. Тој ирационален страх, мислам дека ќе не уништи. Potpuno iracionalan i potpuno nepotreban. I naši narodi imaju, prvo mi smo na Balkanu svi neki herojski narodi, jer nam je istorija bila strašno teška i izdržali smo svašta, i ratove, i bombardovanja, i podele, i razdvajanje, i zavađivanje, i građanske ratove, i sve živo smo izdržali i živi smo i dalje. Ali ja hoću da kažem poruku mojih prijatelja, lekara u Francuskoj, koji su danas najveći epidemiolozi, najveći virusolozi, koji kažu da ne treba praviti paniku jer ovaj novi virus pokriva neke druge događaje u svetu, a faktički empirijski od njega umre manje ljudi nego od običnog gripa. Ruski lekar Vorobijev je rekao da maska ničemu ne služi. Jer masku morate menjati svaka 2 sata, ako je ne menjate svaka 2 sata, ona je puna bakterija. Sama ta maska će vas zaraziti. Drugo, Vorobijev, ruski lekar, je rekao da je ljudima potrebna šetnja i izlazak na otvoreni prostor, jer je to potrebno za imunitet, naročito ljudima starijim od 40 godina. Francuski lekar, najveći epidemiolog dr. Didier Raoult, u centru u Marseju, koji je svetski centar, baš zbog blizine Afrike, je rekao da maske ne služe ničemu i da je konfinacija ljudi, odnosno zatvaranje ljudi, a sad citiram doktora Raula, najgluplja moguća mera. Zašto to kaže jedan vrhunski lekar? Pa zato što kaže samo u unutrašnjem prostoru možete zaraziti virus, odnosno može da zarazi, a napolju ne može. I on predlaže da svi ljudi u svim zemljama puste ljude da šetaju, ne moraju šetati u masi, ali u Francuskoj je dozvoljeno da šetaju u perimetru od 1 kilometra, 2 kilometra, sad će biti da šetaju po dvoje na malom, recimo, razdojanju, neki trče po parkovima, stariji ljudi obavezno moraju izlaziti na vazduh, to kažu francuski lekari. U Nemačkoj isto su prihvatili lekari. U Rusiji je Putin to također rekao, nemojte, pazite ko dolazi u kuću da vas ne zarazi i tako dalje, ali slobodno izlazite, šetajte. U Japanu su također proglasili da nema zatvaranja ljudi ni izolacije i pre 2 dana je to rekao i predsjednik Brazila, koji je rekao slobodno ljudi izlazite napolje, za imunitet je važan vazduh, kiseonik, šetanje, fizička aktivnost. Znači kad pogledamo sve stručnjake... Ovo je sasvim različno to što kaj vas u Srbije se kaže, znajte. Tako je, ja ne znam kako je kod vas u Makedoniji. Da, isto je, znajte. Znači na Balkanu je uglavnom tako. Duri pomalku kako eres ke se tretira ovo vaše tvrdenje, kaj što vi citirate ruski, francuski, germanski, japonski lekari, deka treba poveke da se šeta, to ke se tretira... Ja uvijek dam sve podatke, znate, ja uvijek dam link, podatak, overu, ipak sam ja neko ko više veruje, ja sam dete staralaca i majčin rođeni ujak je bio čuveni profesor Pavle Trpinac, koga su polagali svi iz bivše Jugoslavije, biohemiju, bio dekan medicinskog fakulteta dugo, isto francuski đak koji je sa Pavlem Savićem uveo biohemiju u Jugoslaviju. On je radio doktorat sa ćerkom Marije Curie, to su bile davne godine njegovog studiranja u Parizu, znači on više nije živ, ali svi znaju ko je bio Pavle Trpinac, kod njega su, u šali kažem, po 15 puta padali svi. Gospod Ilečković, imate jedna izjava дека француските лекари успеа да најдат лек за овој вирус или комбинација на лекови, која е во вредност од 3 евра. Tako je. I sve što kažem... I дека тоа дава резултати.
ja potkrepim sve što kažem, znači ja sam dete i umetnika, ali i naučnika i jednostavno govorim arhetipski sa podrškom svih mojih predaka, ali pre svega dajem dokaze, empirijske dokaze, citate najvećih naučnika u svetu i sve što kažem je potkrepljeno. Znači kad ja nešto kažem, ja ne kažem to je rekla Mila, nego dam odmah link jer ja sam ipak stručnjak za dušu i za psihu, a doktor francuski je neko ko je uvažen u čitavom svetu. Počast mu je odao francuski predsjednik pre 2 dana, počast mu je odao američki predsjednik Trump koji je prihvatio njegov program i razni drugi i u Rusiji također. Znači to je jedno svetsko ime. Ako vi citirate svetsko ime, onda to ne može biti jeres. Naravno, u istoriji nauke je bilo jeresi, jer neki su nažalost i životom to platili, znamo kako su prošli Kopernik i Galilej, ali danas se treba osloniti na tvrdnje i istraživanja stručnjaka. Za kogo stanova zbor, za koji francuski lekar? Evo sad ću, Didier Raoult. Znači, ako treba da izaberem između preskripcija jednog političara ili lekara koji je vrhunski stručnjak, doktor nauka, ne običan doktor, nego doktor sci, znači doktor nauka, koji ima istraživanja, koji rukovodi centrom da ima 800 vrhunskih lekara, koji je bio savjetnik za nacionalno zdravlje države Francuske, koji dan danas ima počasti i koji je izlečio 4000 pacijenata. Ako treba da biram između naredbe nekog politikanta i ovog drugog, tu nema dvojbe, što bi rekli Hrvati, znači izabraću mišljenje stručnjaka, lekara i pravog, a ne lažnog autoriteta. Dakle, kad ja kažem da se pozivam na njih, na mom Twitteru su sve veze date, znači svi linkovi, svi citati, sve krivulje, sva istraživanja. Ja radim kao stručno lice, znači ja to sve stavim, pa neka ljudi razmišljaju, neka vide, neka se uvere. Dakle, znači, da definirame, vi vjerujete da virusot je realen? Da li je sozdadan... Virus je realan. Da. Virus je realan i on je ništa drugo nego rođak već postojećeg SARS-a, znači to je sve ista porodica, faktički broj 2, ovo bi sad zovemo COVID-19, to je sve jedna ista porodica virusa, virusolozi jako dobro znaju, znači virusi nastaju i nestaju, oni imaju svoje živote, oni žive oko nas, setite se romana Albera Camusa i one posljednje rečenice koje kaže, romana Kuga, koja kaže nikada nisu mrtvi, samo su zaspali, ko zna kad će se probuditi. Ima i novih virusa i priroda ih daje i u laboratoriji ih prave, jedno i drugo može biti i da je napravljen, to sad više nije ni važno kako je on nastao, važno je šta je on i kakav je i da li je zaista toliko smrtonosno opasan. E pa velika stručna imena u svijetu kažu da nije toliko opasan, kod doktora Didiera Raoulta imate čak i krivulju koja nije dostigla pik čak ni onog običnog kako se zove gripa, još imamo nekoliko dana da vidimo, ali za sad je taj vrh krivulje niži od grafikona običnog gripa i to lepo doktor Raoult je sve to pokazao. Znate, to su empirijska istraživanja. Čovjek možda kaže ne verujem svojim očima, ali ja recimo verujem svojim očima i svi relativno normalni ljudi veruju svojim očima. Вие, например, во Србија минатата година, 2019 година, цитирам Блиц, значи не цитирам некои портали, цитирам Блиц, еден од дневните листови, имавте 47 умрени од сезонски грип. Значи 47 умрени од сезонски грип. Значи овде не стана збор за некои помасовни бројки и така натаму. Можеме ли за тој лек од 3 евра? Vidite, lik je koji je doktor francuski našao, on je pravio eksperimente, on je 4000 pacijenata pratio i izlečio, znači od korona. Za 6-7 dana virus je neaktivan više po uzimanju onog što on kaže. A šta on kaže? On kaže imate stari antipaludistički i antimalarijski lek. Taj lek je uzimao i moj suprug, to su uzimali svi Francuzi, moj suprug je Francuz, svi Francuzi koji su kao deca živjeli u Africi. Oni svi znaju šta je antipaludistički lek, to je najobičnija jedan jednostavni molekul, to se poznaje već, ne znam, možda čitav vek. Znači to nije nikakva novost, to je stari lek. E sad,
Ispostavilo se, kako doktor Raul kaže, ja nisam stručna za tu oblast, ali mu verujem jer sam stručna za razne druge oblasti, pa mogu da mu verujem i da prenesem ono što me mole da kažem. Dakle, taj lek u kombinaciji sa određenim antibioticima deluje vrlo efikasno. A vrlo jeftin. I kada je doktor Raul rekao da je lek jeftin i da mogu da ga daju čitavoj naciji besplatno u bogatim zemljama kakva je Francuska, a za 3-4 evra najviše ili 2-3 evra u zemljama koje su manje bogate, jer u Francuskoj se često lekovi dele i besplatno, neki lekovi, ne svi. To je zemlja medicine i dosta su davali recimo homeopatski lek oksilokoksinum koji jako brzo diže imunitet na crvenu liniju, prirodni imunitet organizma. Jedno vreme su nam davali besplatno, delili. Onda kad ga kupite on košta tako par evra, je tako? I to je nešto što fantastično deluje protiv svih zaraza. Znate, kad imate prirodni imunitet vama ništa ne treba. E sad, to je preventiva fantastična i profilaksa, znači tu nema problema. I sad, doktor Raul je rekao, ovaj lek je veoma jeftin, otvorio je i rekao, ja sam položio Hipokratovu zakletvu, mi lekari smo se skupili, napravili smo naš tabor i rekli smo francuskom predsjedniku ili primi naš program ili mi radimo po našoj savesti kao stručna lica, a ti radi šta hoćeš. Tako mu je rekao. I otvorio je vrata centra u Marseju i rekao, svi koji hoćete da se depistirate, znači da se testirate, ali samo slobodnom voljom, niko ne sme biti nateran, izvolite dođite kod mene, ja ću vam odmah davati lek, idemo hitno. Nećemo da čekamo vakcine, idemo hitno da lečimo. Red je bio kilometar dugačak, ljudi mu veruju, čitava nacija mu veruje. Macron mu nije u početku verovao jer Macron je u jednom lobiju farmakološkom, međutim gospođa supruga francuskog predsjednika koju ja poznajem jer mi je pisala nekoliko pisama, koja je inače jako dobra žena, dobra po duši, nije toliko stručna ali je dobra po duši, je obratila se svom suprugu i rekla mu je, ovo je najveći brend francuske medicine, ovaj lekar, ti si dete profesora neurologije, jer Macron je dete profesora neurologije, ti moraš verovati ovom lekaru koji je izuzetno stručan, zovi ga telefonom, izvini mu se. Macron je to uradio pre nekoliko dana, pozvao je doktora Raula i rekao je, izuzetno vas uvažavam i cenim, gledat ćemo da primenimo vaš program. Znači, on je moralno pobedio, ovaj lekar je moralno pobedio, u međuvremenu, ne francuski, izvinite, nego američki predsjednik Trump je rekao da prihvata hlorokin, znači da prihvata lek francuskog lekara i da želi da čitavoj američkoj naciji nabavi taj lek, koji je jeftin. Isto nešto slično je rekao i ruski predsjednik i to je krenulo. E sad, kome to smeta? To smeta velikom farmakološkom lobiju koji je hteo da napravi skupe lekove, ne samo vakcine, nisu samo vakcine u pitanju, nego i drugi lekovi koji bi bili mnogo skuplji od ovoga, jer ovaj molekul je poznat, ovo je nešto što svi znamo u medicini odavno. I naravno da njima to smeta, jer oni svi zarađuju na tome. U Srbiji vlast, ja ne znam šta radi vlast u Srbiji, niti šta rade lekari, nažalost, koji su svi polagali kod mog dede ujaka, ali ja te ljude ne znam, ja ne mogu u njihovo ime da pričam, ja sam sigurna da ima stručnih ljudi koji se možda plaše da kažu istinu. Međutim, meni oni nisu potrebni, ja sam slobodna ličnost, slobodni čovek i uvažavan u sredini gde sam se i školovala, znači u Francuskoj. Sad vidite, još samo sam žela još to da vam kažem, znači, verovatno u svim zemljama u kojima prave propagandu velike histerije i panike i tako dalje, verovatno su u igri ljudi koji misle da će na maržama ovog skupog nekog novog leka zaraditi. Jer to je borba protiv sirotinje. Oni se zapravo bore protiv siromašnih ljudi. Dok francuska medicina i ovaj francuski lekar se bori za to da se svi siromašni ljudi izleče jeftinim lekom. To je glavna dinamika. Njima smeta lek koji je jeftin. Farmakološkoj mafiji, lobiji, ne volim tu reći mafija, ali moram da je upotrebim, smeta jeftin lek. To je suština. Suštinata je borba pomegu skapi i jeftini lekovi u momentu. Samo to, jer ta mafija zarađuje na skupim lekovima, koji su često i otrovi,
ali ja neću sada to pričati zato što nemam pravo nikoga da optužujem, ali i ono što pouzdano znam, to je da oni žele da svi moraju da kupuju skup lek koji još ni ne postoji. I onda gnjave, tegle, dok je ovaj rekao, ajmo odmah da lečimo. Odmah da lečimo. I on je demistifikovao. 4000 ljudi ima izlečeno u Marseji. On je pratio 4000 pacijenata i sve do sada, a sve kojima sada daje, statistika na posljednjem istraživanju koje je rađeno na 1000 pacijenata, to je ovo najnovije istraživanje, u toku ovih mjesec dana, jedan pacijent je umro. Od 1000 je jedan umro, to su podaci doktora Raula. Znači sada vidite koliko je to opasan virus. I taj koji je umro, taj je već imao bolesna pluća. Shvatate koliko je to sve naduvano? Gospođo Lečković, vi imate jedan tweet napišano, kao što spomnavte nekoj vakcinaciji protiv meningitis, znači to go notirate kako fakt, vi ne velite дека to je pričina, туку само го notirate како факт, дека во Северна Италија, поради мигрантите, поради голем број на луѓе кои се дојдени од Африка и така натаму, една дел на населението биле вакцинирани против менингитис. И дека не може да се направи некое размислување, не велам ја корелација, некое размислување дека може една од причините за големена смртност. Vi ste potpuno u pravu, taj moj tweet je bio cenzurisan jer me neko u Beogradu denuncirao, što mi ne smeta, Beograd je pun malih sitnih denuncijatora. Nažalost, naš hrabri narod je dosta sada pao, jel? Kao u vreme Gestapoa 41. Ja se tome smejem. Taj Twitter je bio cenzurisan zato što nisu bili dovoljno inteligentni da shvate šta sam ja prenela. Ja sam prenela ono što su mi poslali prijatelji iz Italije, a oni su poslali sledeću vest. U Lombardiji, znači to je sever Italije, u najbogatijem kraju Italije, u industrijskom kraju, jer Lombardija nije Sicilija, nije Napolj, to je bogat industrijski kraj, ušlo je najviše migranata. I činjenica je da su Italijani veoma brzo vakcinisali svoje stanovništvo da ne bi dobili razne bolesti. To je, što bi se reklo u nauci, matter of fact, znači činjeničko stanje stvari. Tu nema nikakvog izmišljanja, to je tako bilo. Posle tog se ispostavilo da je najviše mrtvih baš tu. I ja sam na moj Twitter stavila zapažanje, jedno zapažanje koje kaže, vidite, ovdje je najviše vakcinisano, a upravo tu je i najviše mrtvih, pa reko, razmišljajte da li bi tu mogla da se uspostavi neka veza. Ja sama nisam uspostavila nikakvu uzročno-posljedičnu vezu. Ja nigde nisam rekla, oni su umrli zato što su vakcinisani. Ja to nisam rekla, jer to ne kažu ni moji italijanski prijatelji. Ja sam samo stavila dve simultane činjenice u ravan, ono što zovemo sinhronicitet se desio, da su baš tu vakcinisali i baš u tom periodu, u realnom vremenu i pomrli. I onda sam rekla, ljudi, razmislite zašto bi to moglo biti. Da li je to zato što im je imunitet opao, jer može i da opadne imunitet kod nekih slučajeva posle određenih tretmana, da li je to zato što su već bili bolesni, da li je to zato što nisu imali statistike dobre usled ulaska velikog broja migranata, što je činjenica, ili je to iz nekog petog razloga. Ja nisam nikakvu korelaciju, nisam nikakvu uzročnost napravila. Ja sam samo rekla, imate dva fenomena koja su se desila istovremeno, treba razmišljati o čemu se radi. Međutim, paranojci, populacija koja je meni u klinici poznata, oni su odmah vidjeli uzročnost. Nisam je vidjela ja, nego su je vidjeli oni. To se zove projekcija u ogledalu i oni su odmah prijavili i taj Twitter je bio cenzurisan. Posle 8 sati su mi vratili naravno Twitter jer sam ja rekla, ja sam ipak stručno lice. Znači, gospođo Jeličković, ние доаѓаме сега до клучната поента. Вирусот е едно, има вирус кој е реален, луѓе кои умират, има разни модалитети како да се лекува, разни размислувања и тоа е едниот дел на работата. Доаѓаме до ирационалниот страв, кој е клучен. Кој е највеќи проблем. Кој е најголем проблем. Тие ниф им смета и да размислувате. Не велам дали сте во право.
Може би не сте во право. Дури ни вие не тврдите дека сте во право. Они се плаше и да мисле. Да, сега веќе имаме еден социолошки експеримент. Тако е. Не на контрола на мозокот, контрола на душата, контрола на однесувањето. Сами се ставивме во една изолација. Знаете, како велеше Ноам Чомски, имате проблем, па имате решение. Јесте. Една од стратегија која Ноам Чомски понавља. Овде имате страф и доброволна капитулација. Јест, апсолутно, ваша анализа е одлична. Управо се то дешава и када ми ljudi, sad sam pozvana na jednu televiziju ovde u Srbiji i onda su mi rekli da dođem sa maskom. Ja sam rekla da ne dolaze u obzir, da oni svi mogu da stave i skafandere na lica i da se uju u krpe, ali ja neću, jer ja znam ko sam i šta pričam. Ne nosite maska? Ma taman posla. Pa od maske bi se znate koliko bakterija imate samo u tome što držite na ceo dan na licu, to su gluposti. A ne možete, znate kako se zarazite? Zarazite se tako što vas neko poljubi u usta ili vam pljune na prst pa vi to stavite u usta. Ne možete drugčije zaraziti. Pogotovo se ne možete napolju zaraziti. To je sve jedan besmisao. Znate, gospođo Veličković, ovdje imаше, se izvinom što je preka, ovdje imаше eksperti koji vele дека 3 sati virusот седи во воздух, 3 sati. Pa јас дури правев одредена зафрканција дека ова е така супер вирус што може деца на жените да им прави. Дека ова е така. Па ја не проценјувам кои су стварно. Овој вирус испадна поопасен од овие честички од осиромашен ураниум. Па тие толку не седеа во воздух колку што би седел овој вирус, според експертите. Апсолутно, многу е мање опасан од зрачења koje traje decenijama. Tu ste tačno rekli. Vidite, ja sam toj novinarki odgovorila, ne pada mi na pamet, rekao da stavljam masku, vi možete i da se udavite u maskama, ja rekao nemam razloga, a onda je ona meni rekla, ali molim vas ko Boga, jer oni će nas da optuže da smo svi zaraženi i stavit će nas u karantin. A ja sam njoj odgovorila, ovo što ste vi malo čas rekli, vi ste već u karantinu svi, ali u mentalnom karantinu, jer ste vi ste svi u psihijatrijskoj bolnici već. Vi ste se svi zarazili mentalnim virusom straha i vi ste sada u jednoj psihotičnoj panici i nemojte misliti da vam neće opasti prirodni imunitet, jer vi ste već u mentalnom karantinu. Prema tome ja sam im to odgovorila. Najopasnije za ljudsko biće jeste iracionalni strah koji smanjuje imunitet, slabi čovekove odbrane i psihološke i fizičke i od tog straha psihološkog i psihijatrijskog vi možete umreti. Vi možete sebi napraviti takvo stanje koje ne može nijedan virus da vam napravi. Drugo... Ние сега броиме мртви, па јавуваме, па секој ден пресконференции, знаете, па како во оние реални шоуа, чекаме некој да биде исфрлен, чекаме некој да... To je igra morbidnog. Vi ste to dobro primetili, to je igra morbidnosti i nagona smrti. A mi sada koji znamo psihodinamsku analizu, mi bismo se pitali, a šta je sa nagonom života? Da li ima neki pacijent koji je lepo izlečen, a koji priča u medijima? Gde su ti koji su izlečeni? A evo, doktor Raul je izlečio 4000 ljudi. Pa što malo njih ne snime na televiziji, nego samo pričaju o smrti. Samo pričaju o smrti, znači to je nagon smrti, njima je u glavama smrt. Oni pričaju o umiranju, zarazi, smrti, o sabirnom centru na sajmištu gde su streljali ljude. Pazite vi tu koreografiju. Imate naslovna strana na Informer. Virusot kosi kako kuga. Znači, virus ubija... A to pišu oni koji su pre par meseci, pre 2-3 meseca rekli da to nije nikakav opasan virus i da idu ljudi, ista ta vlast je rekla idite lepo, šetajte se po svetu, kupujte tašne u Italiji, to je isto taj časopis pisao, to je časopis koji pripada vladajućoj partiji i oni su pre 2 meseca se rugali virusu. Evo vidite kako sad pišu. A zašto to sad pišu? Mislite da među njima ima lekara i stručnjaka? Nema. Oni to pišu zato što su verovatno u tom istom finansijskom lobiju koji drži, i sad ću vam reći jednu stvar koja je možda interesantna, najviše fond KKR, znači fond generala Petrausa,
koji je inače i vlasnik svih tih reality emisija na Balkanu, njegov fond je najviše zainteresovan za te skupe lekove. Ja ne mogu da optužim generala Petrausa da je on kriv za ovu paniku u Srbiji, on svakako za to nije kriv, to je sigurno 10 puta inteligentniji čovek od tih koji paniče, ali činjenica je da je taj lobby veoma jak i da oni drže političare siromašnih zemalja na uzici. I ti političari siromašnih zemalja u koje mi spadamo su zapravo ljudi koji moraju da šire paniku. Само да ве дополнам. Генерал Петреус е поранешен шеф на ЦИА. Беше во Афганистан. Има купено Гранд продукција. Има. Тотал ТВ. Он je vlasnik reality emisije. Те овие реални шоу, он ги има држано и ги прави овде. Значи, стана збор за сега во моментот еден медиумски магнат. Значи, контрола... А во ова ширење на паниката се клучни медиумите. Tako je. Možda se tu može uspostaviti neka paralela. Sada, on je možda manje kriv nego ovi koji su sluge toga i koji to u svim ovim zemljama šire paniku. A ja bih samo rekla da je to bivša Clintonova administracija koja i dalje vlada na Balkanu. Zato se jedino na Balkanu širi ova užasna panika. Ovaj virus je napravljen i protiv predsjednika Trumpa. Mislim, nije napravljen virus, da me ne shvatite pogrešno, nego cela ta histerija oko virusa je i napravljena i zato da bi se obračunali karteli koji su za novog američkog predsjednika i koji su za ovaj bivši Clintonovski lobby. Vodi se velika borba u Americi, velika borba. Virus i njima koristi. Mislite дека Trump može da izgubi poradi ovaj virus? Trump nikako, po mom mišljenju, ne može da izgubi. Mada bi oni želeli da izgubi zbog virusa, ali ja mislim da je Trump John Wayne i da on ne može u ovom trenutku nikako izgubiti, jer je Amerika toliko nanela zla čitavom svetu, a naneli su zlo i sopstvenim građanima, i to je prvi predsjednik posle Kennedyja koji želi izolacionizam i zatvaranje Bondstila. Prema tome on neće izgubiti, po mom skromnom mišljenju. I svi Srbi Amerike ga podržavaju. Imate jedna mnogo dobra teza, koja meni je интересна, кај што велите дека Америка е поделена помеѓу педофилија, педорастија и сите тие некои настраности. И имате Америка која е склона кон пуританизам, која треба да расчисти со тие настраности. Традиционална Америка. И дека се тоа циклуси во Америка, кога се гласа за настраности, за педофилија, педорастија и така натаму. Тоа е кланот на Клинтон, се сеќаваме, нели, во оние црвени женски кондори чевли што беше сликан во женска халина, женски. А Трамп сега треба да исчисти таа Америка, затоа вие велите дека не може да изгуби. On je to obećao u svojoj kampanji, jer ja sam u svojoj knjizi Osveta otete dece napisala i njegovu ličnu priču koju sam dobila od naših Srba iz Amerike. On vrlo dobro zna, jer je on jednu devojčicu spasao jednog strašnog programa. On vrlo dobro zna šta su oni radili i on je verovatno se zarekao, ako ništa drugo, i zbog svoje lične priče, ali to je neki čovek koji je relativno psihoseksualno zdrav bio, u tom nekom smislu, mislim nije bio ni pedofil ni tako da. I on je u kampanji obećao da će očistiti Ameriku od pedofilije, od satanista i tako dalje. Da li će uspeti odmah ne znamo, ali krenuo je u borbu. Gospođa Lečković, mi se čini дека овој вирус ќе расчисти во наводници со све што им смета на тие луѓе што владеат оценка. Им смета стари пензионери, вирусот ги погодува старите пензионерите. Им сметат мали и средни бизниси, бидејќи преку мали и средни бизниси се јавува една генерација на луѓе која не чека партиски вработувања, која не чека некоја партија Вучич или не знам Заев или Груевски да ги вработи. И трета работа, на банките им смета да има книжни банкноти. Бидејќи преку книжни банкноти вие имате контрол. Свима одговара вирус. На сите им одговара вирусот. Virus odgovara bankama koje žele da povuku gotov novac zato što se spasavaju sopstvenih krađa, jer u Skandinaviji su već prihvatili da nema gotovog novca. Oni žele da ga povuku. Dakle, prva stvar koju su bili objavili, ako se sećate, to je da se virus prenosi preko papirnog novca. To od Svjetska zdravstvena organizacija go kaža. I to je da bome. Znači, svi su oni u istom kartelu. Bivše Clintonove najviše administracije, to je to. Jer oni su i postavljali te bankare, Mario Draghi, Juncker i tako dalje, to su sve bankari i njihovo vreme je prošlo. Oni sad odlaze sa scene
I ovo je posljednji udar kojim se oni spasavaju. Pre nego što na vlast u svim zemljama sveta dođu normalni, neću reći sad normalni ljudi, jer time se bavimo mi na klinici, ali reći ćemo suverenisti. Trump je suverenista, Putin je suverenista, Macron nije, ali će postati, jer je ambiciozan da ostane na vlasti, i tako dalje, i tako dalje. U Brazilu je također ta situacija, u Japanu je situacija relativno normalna što se toga tiče, shvatili su. Što se tiče balkanskih lidera, na Balkanu su svi lideri Clintonova administracija i podržani od onih koji danas odlaze. I zato se svi lideri na Balkanu boje za svoju vlast. Oni se boje jer njihovo vreme, oni znaju da je njihovo vreme prošlo, da će biti veliko čišćenje. I to čišćenje polazi u svetu, a ne na Balkanu, mi smo samo posljedica. Dakle, mi ćemo biti posljednji očišćeni, ali bit će očišćeno i ovdje. Budući da se toga boje, oni su sada verni svim ovim merama zastrašivanja i ratnom stanju, policijskom času i raznim glupostima, jer oni se boje sopstvenih naroda. A ovo sam samo htjela da vam kažem, sasvim ste u pravu, virus koristi Maltuzijancima koji žele da pobiju pola ljudi da bi ekonomiju bolje krali, bankama koje su propale pa žele da sakriju da su propale, političarima koji su pedofili, satanisti i koji su na izdisaju, pa sad prave paniku da mi njih ne primećujemo, i propalim predsjednicima balkanskih država koji su svi na izdisaju i njima sad virus koristi da spreče da ih neko ubije. Izvinite što ovako govorim radikalno i otvoreno, ali oni se svi boje toga. Ovo беше интервјуто со Мила Лечковиќ. Поголем дел од интервјуто со Мила Лечковиќ, останете се некаде 10 до 15 минути, ќе ги имитуваме или наредната емисија или во некој од наредните емисии. Ви реков дека одлично интервју. Се надам дека уживавте. Ако уживавте во оваа емисија и во ова интервју, ви најавам ново дружење четврток 22 часот до четврток во 22 часот во центар на YouTube. Пријатно вечер Македонија, каде да си?